Добре дојдовте во новото издание на Скопје Але Але. На мое задоволство, наша гостинка Антонија Гиговска. Здраво, добре ни дојда. Хело, како си? Супер, ти како си? Добре, одлично, супер. Да. Во пријатно расположение и мислам дека ќе си имаме убава емисија. Ма, тоа сум сигурна. Се договараме Добре. веќе долго време, ама имаш обврски и така натаму, нели се она што се случува во периодов, но сакам да ни бидат гости луѓе кои што се познати, а кои што се од Скопје, нели, и живеат во Скопје. Кажи ми сега како почнува твојата приказна, на што прво се сеќаваш кога ќе ти кажам од каде си? Од каде сум? Јас сум девојче од Автокоманда. Добро. Сега веќе не живеам во Автокоманда, но некако ми е во срцето се уште. Како дете имав онака немав да кажам некое детство кое што ете било да кажам обкружено со многу другари, другарки. Секогаш сум имала некој тесен круг на пријатели. Меѓутоа, оно што се сеќаваме, нели, нормално, основна школа, средна школа, колку што, нели, ми дозволуваше времето да одам во училиште, затоа што, нели, тогаш почнав да пеам интензивно, да настапувам и Евровизија, и многу настапи, многу фестивали надвор од нашата држава, така да, ето, тоа е нешто кое што се сеќавам. Да. Каде точно во Автокоманда лоцирана? Па, кај мене позади зграда, на Лулашки, кај другарка ми пред зграда. На Лулашки. На Лулашки игравме. Што си игравте? Игравме граница, па игравме граница. Ластик си играше во ваше време или више не? Па, поише плочка си играше плочка. ластик, да. Добро. Си игравме, што си игравме друго, мислам дека јас и другарка ми, пошто живееме зграда до зграда, се уште ми е, нели, најдобра другарка од бебиња сме заедно. И бевме и во градинка заедно, и во основна школа, и во средно бевме заедно. Не се делавте, Таа значи? веќе не е тука во Германија живее, меѓутоа, нели, нормално се уште сме во контакти. Да ти кажам искрено, имавме баш во детство. Инаку една така најчеста игра наша беше да си собираме работи од дома и да ги ставаме како на тезга и да продаваме. Чекај, застани. Од мали знаеме да заработиме. Да. Што продадовте, а не знаевашите? Па, тоа беа најчесто некои, што знам, некои украси, некои тетратки, некои така нешто. Значи сувенирите на мама од дома? Сувенирите на мама, си игравме, знаевме да си играме со бебиња, со мечиња, со учителки да бидеме, тоа не беше исто така најчеста игра. И па што знам, тоа е тоа нешто што ете се сеќавам тоа време. Леле, колку убаво. Купуваше некој во тоа време? Купуваше, да, Да, како од не, тезгата? да, ги продававме 20-30 денари, некој И што купувате после со тие пари? Па, си купувавме, имавме еден сладолед што често си го јадевме, си таа. Сега не ми текнува, мислам дека беше некој млечен сладолед. Добро. И што имаше друго? Па тоа. Да. Тоа и знаевме многу често да бидеме облечени исто. Аха, Да си добро. носиме исти ташни, Да. да си се договараме за 1 април како да бидеме маскирани заедно, шмизли, нешто така да. Да. Тоа беше. И сега спомна дека сте играла, односно дека сте се облекувале исто, тоа е една работа, а втора работа дека сте играли учителки. Да. Во тоа време што сакаше да бидеш, се сеќаваш? Па, што сакав да бидам, немав некоја желба што сакам да бидам искрено. Во градинка ме одбра на Поточиња, бев на кастинг, за да, нели, нормално, за да пеам и за да настапам на Поточиња, меѓутоа, кога стигнав, тоа беше многу смешно. Кога стигнав таму и кога рекоа ајде се родителите да излезат надвор, мајките да излезат надвор, само децата да останат. Добра, ти колку години почнав имаш? да плачам, па мислам дека имав 7, 6, така нешто. И почнав да плачам и ништо од аудицијата, да. Леле. Значи не беше. Дури помала бев, мислам дека имав 5 години. Да. И ништо, не отида на Поточиња. Тука беше првиот неуспешен обид за мојата кариера. Така. 7-11 години, кога веќе почнувам да сваќам дека знам да пеам. До 11 години не знаев дека знам да пеам, искрено. Како свати, всушност, во твоја соба пеење? Почнав да пеам во соба и брат ми почна да ме снима, мамо, тато, дојдете да слушнете дека дома имаме девојче што знае да пее. Што пееше? Така излезе се. Па, тоа беа најчесто песни од Адел. Нешто Јелена Томашевиќ, Оро, мислам дека беше песната. Молитва Марија Шерифовиќ. Тоа ми е првото видео на YouTube објавено. Молитва. Антонија Гиговска, пуштете на YouTube да видите како изгледам. Како изгледаш? Колку години имаш?
Таму имам 11. 11. Добро. Да. И потоа како излегува Пинкови звездички? Пинкови звездички од после 3 Подоцна, години, значи на мои 14 години. Инаку претходно многу малку луѓе знаат дека бев на аудиција за Никад не е касно за Звезда Гранда. Дури мислам дека има негде аудицијата објавена на YouTube. Саша Поповиќ, Бог да го прости, не е веќе меѓу нас, беше воодушевен од аудицијата и нели нормално веднаш пројдов во оние кои што требаше да се надпреваруваат. Меѓутоа, во меѓувреме настапувам на фестивал во Мрконјеч град во Босна и земам прва награда Гран При, а во жири е главниот продуцент на Пинк. Во тој период, во тоа време, почнуваат аудициите за Пинкови звездички, меѓутоа се веќе завршени, а тој подоцна, после фестивалот, ме контактира да молам дојде без аудиција, значи да влезеш во. Да, само за да бидеш да се надпреваруваш во звездички. Тука некако ме купи она што не морам да пеам само македонска музика, само српски песни, значи можам и странско нешто кое што нели нормално јас сакам и милувам да го пеам. Странската музика, така да така започна се некако многу спонтано. Да. И колку време отсуствуваше всушност во тоа снимање ваму таму од училиште? Имаше 50 до 60 пати патување од Скопје Белград релација, да. Во една година, да речеме? Да. Имаше доста, нели нормално стигнав до суперфиналето, па беше доста напорно. Меѓутоа кога одиш таму не одиш на еден ден, мораш да останеш барем 3 дена, затоа што претходно сите не собираа во карантин и имавме и тонска проба со главните продуценти и тоа беше нели сепак за едно дете доста напорно, затоа што јас тогаш одев и во основна школа и за цела среќа имав некој, да кажам, некое разбирање за моја среќа од наставниците во тоа време. Додека во средно немав толку разбирање. Немаше? Да. А каде беше средно? Средно заврши во Јосип Брз Тито. Во Јосип Брз. И имав разбирање само од неколку професори, имав доста изостаноци и нели нормално не е многу ова за фалење, меѓутоа бев и на полагање математика. Не е многу ова за фалење. Не е за фалење, да, меѓутоа сега види. Да. Сигурно има многу деца кои што останале на полагање на крај година и тоа беше многу стресно за мене. Меѓутоа некако го пребродив. Која година те оставија на полагање? Па четврта. Четврта те остави? Четврта година полагање, само што се вратив од Евровизија, вечерта се враќам од Евровизија, следниот ден фактички како уствари дента се враќам од Евровизија и вечерта е мојата матура. И јас само доаѓам дома, се спремам, го влакам фустанот и директно на матура. Леле, мајко! И тоа се вративме јас и Дарко Димитров сами, со друг авион. Да. А тие, нели, нормално екипата си се вратија малку подоцна, фактички еден ден после нас. Да. Меѓутоа морав да стигнам на матура, знаеш, дека на дете, сепак сум била јас дете, 17-18 години. На дете да муускратиш да оди на матура, мислам дека е онака голема штета. Ќе ми беше многу криво ако не бев. Имаш ли пријателства и од таму, од Јосип Броз? Имам, како не останав со доста другари и во контакт и другарки. Оние со кои што седам во клупа ми се најдобри другари, тие се двајца од мојот потесен круг, да кажам, и тие се можеби единствени. Марио и Дијана, ќе си ги поздравам во овој момент. Други, со професорите сум се уште во контакт, со класната сум во контакт, сакам да останам во контакт, зошто да не, мислам, тоа е. Дури и со професорката која што ме остави на полагање сум во контакт, зошто да не. Сега тоа, таа одлучила така, нема врска, животот продолжува. Жената била во право, мислам, бев дудук математика, морам да остави на полагање, како не. Да. И сега кога беше првата снимка на брат ти, кога излезе тоа на YouTube, ти веќе знаеше што ќе бидеш или потоа кога Пинкови звездици дојде? Кога? Па уште првата снимка знаев дека тоа сакам да бидам. Тоа и дека тоа сакам да го правам, дека тоа сум вистински јас и онака баш некако чувствувам знатре дека сцената е за мене. И не би можела да се замислам нешто друго да правам. Можеби
можеби би можела да се замислам како глумица, меѓутоа пак е нешто нели поврзано со сцена. Да. Така да. Те замислувам сега во автокоманда во станот си пееше, си прави тоа, правеше сцени, тоа целата настапи. Дефинитивно, да. И дури како мала имаме на снимка која што е од мои најблиски роднини што се вика тетка и тетин. И на тоа видео баш се гледам и пуштиле некои дали чочек, дали нешто, не знам, па ја тука играм, се занесувам нешто. Тоа беше. И од секогаш сакав да некако да сум пред луѓе, да правам нешто, и дали да играм, дали да пеам нешто. Да им биде убаво. Да. Кажи ми само, имаш ли потреба во тој период кога почнуваше да учиш од некого како да го надоградиш гласот? Па во тој период започнав да пеам и почнав на часови со една професорка која што се вика Александра. И е оперска пејачка. Подоцна со Ана Костова, на Кире Костов, керка му. И тие на некој начин ми стана многу блиски како роднини што се вика, и би сакала во овој момент да ја поздравам и Ана. Таа ми помогна многу, некои 8 години пеев со нејза. И некако таму почна се и оние спремања за на фестивали, па бирање песни, па не знам како интерпретација на некоја песна, за Пинкови звездички се спремавме нон-стоп, така што имам и песна од дедо Кире Костов, кој што искрено многу го сакав, и тој ми помогна исто многу кога се работи за музика и како да пеам на некој начин, дали да издржувам тонови или било што. Така да дедо Кире ми така ми остави убав белег, остави онака убав печаток уште тогаш на мене. Подоцна почнав часови со мојот сегашен професор, се уште Владо Србиновски, и се уште идам на часови. Уште вака кога ќе кажам се чудат луѓе дека идаш на часови. Зошто имаш потреба? Техника на пеење. Техника на пеење. Би сакала да ја одржиш таа техника на пеење. Тоа е тоа или како? Секој пејач мора да го прави тоа. Секој пејач кој што настапува, кој што нели планира нормално концерти во иднина или било што настап или седно што и да е, мора да биде едноставно да ја одржува таа техника на пеење и кондиција и све и за настапи, така да мислам дека тоа е доста важно. Тој ми помогна многу да бидам во кондиција, да не зарипнам, што се вика, пошто имав доста голем проблем еден период кога пеев на втората песна, веќе немав грло, немав глас, така да веќе сега тоа со тек на време. Да, сега веќе можам и по 4 сати без престан да пеам, немам проблем. Супер. Кажи ми, кога ќе ти кажат од оваа дистанца на Пинкови звездички дека некои од песните кои што си ги избрала, се наши македонски, нели, си ги испеала подобро од оригиналот, тоа ти звучи верно сега од овој аспект? Дали го знаеше тоа тогаш? Дали го чувствуваше тоа на проби? Нели, едноставно сега кога ќе кажеш некои песни сега, ајде да не кажуваме повеќе се, нели дека се подобро од, да речеме, тој што ги испеал претходно? Па, види, Кој помогна најмногу? Твојата вибрација, твојата желба, што беше пресудно? Па кај мене секогаш преовладуваат оние, да кажам, сакам кога во некоја песна ќе дадам своја интерпретација и кога ќе се дадам себе, едноставно не сакам никого да копирам, и многу ми е мило кога некој ќе ми каже и те слушнам на радио, ти си. Значи дека некој ми го препознава гласот, и тоа е супер, мислам, тоа е комплимент, и за тоа некако живееме сите ние кои што се занимаваме со оваа работа. Така да секогаш сакам да дадам некој свој белег во било која песна, инаку според мене, моје некој лично мислење е дека оригиналот е оригинал на секоја песна, и тука нема дали била, не знам, ако сгрешам нека изгорам како интерпретација или полско цвеќе, никогаш нема да биде отпеана како Тоше што ја пее. Или ако сгрешам нека изгорам како Пепи Вавдировски, мислам, тоа е се наши најголеми легенди, и ние можеме само да дадеме некој наш печат и да ја дадеме нешто, некоја цака на песната која што нели нормално доаѓа од нас, од внатре. Така да секако е комплимент, мислам. Убаво е. Убаво е, да. Тоа да не. Колку се промени Антонија низ годиниве во Скопје? Кои луѓе се направија да бидеш поинаква сега? Кои луѓе, па сигурно оние кои што се до мене веќе
10 години. Прво ќе ги споменам, нели, нормално моите родители кои што ми се најголема поддршка, мојот брат исто, сите мои роднини и пријатели кои што од сам старт се тука. Морам да ги споменам моите долгогодишни соработници, еве веќе 10 години, како што кажав, тоа се Даниел Николовски и Викторија Бурсак, од кои што многу време наназад веќе учам све и од секој по нешто си собирам, дали совет, дали нешто поврзано за мојата кариера или мојот приватен живот, затоа што ние веќе сме малтене роднини, пријатели, долгогодишни, не само соработници, туку веќе ми се брат и сестра. Така да, ете, тие се некои кои што се до мене и благодарам многу, мислам, за се што направиле за мене, затоа што дефинитивно не само што ми го изградиле стилот, ме изградили како личност. Така. А колку сега се добро знаете да си седнете да помуабитите за тоа каде, што, како, што е следно? Не знам, оваа песна ти се допаѓа, како изгледа и така натаму, да даде совет, па ти да прифатиш или не. Колку е прифаќање, а колку не? Па, искрено повеќе прифаќање, повеќе е прифаќање, затоа што сакам кога некој нешто ќе ми каже, поготово кога се работи за некој кој што си е мој близок и кој што нормално во случајов живее со мене. И би сакала, и знам дека е тоа се добронамерно, иако на многу моменти сум тврдоглава, таква сум. Кажи ми некоја ситуација. Да речеме за некоја од последниве песни. Што имаше за белешка? Тоа имаше некоја забелешка или не знам, ти кажа нешто, не мора вака да е? Може би ќе звучи поинаку? Често знае да ми каже, може би не така, и знаеме да се приперкаме малце околу тоа, затоа што и тој си е тврдоглав и јас сум си тврдоглава, меѓутоа мислам дека некако може би пак ќе попушти на крај, имам повеќе. Абе, жена си е жена. Не само ради тоа, мислам дека ние жените сме малце така по-нежни, па може мажите треба малце да ни попуштат. Затоа паметно, така е, да. И кога сме кај ова жена? Така ли е, Роберто? Кога сме кај ова жена, морам да признам дека ме освои од прва, таа твоја жена, ама и заради друго нешто, и заради тоа што ти немаш многу години, а во таа жена има многу жени. Има жени. Да. Има таа женска вибрација и жени од сите години, да речеме, и сите жени на едно место. Жена е жена и мислам дека нема да има друга како жена. Тоа е некое мое мислење, дај Боже да има нешто доста поголемо од жена. Таков бум направи Магла пред жена. Тоа беше некој од моите, па и могли сме двое, можам да кажам. Тоа беа некои од моите така први песни кои што ставија некој белег на македонскава сцена. Некој нов стил. Многу ми е драго што, иако бев многу скептик за жена имаше 2 или 3 рефрена пред жена да биде жена. Тоа беше добро. Да. Чекайте, помешав. Имаше 2-3 рефрена кои што не звучаа вака како што звучи сега жена официјално. И некако бев скептик, знаев дека е добра песна и ми се свиѓаше и некако чувствував нека убава енергија кога ја пеев. Не дека не и верував, на сите песни верувам, но со мала доза на она знаеш да се сомневаш. Да, полека ќе биде, што и да е. Никогаш гледам да никогаш не очекувам ништо од било која песна, зашто не сакам на крај да се разочарам. Премногу кога очекуваш, знаеш и да нели нормално се подразочараш за нешто. Кога ќе излезеш сега во Скопје, те препознава, те застанува. Не излагам. Не искачаш? Не. Зошто? Не знам зашто не излегувам. Не пијам ни кафе, искрено да ти кажам. Јас сум човек што не пие кафе. Добро, па може да се напиеш сокче. Да, не излегувам на кафење и не сум тип кој што сака да е нешто многу меѓу луѓе. Добро. Повеќе сум за некоја домашна атмосфера, ете да се собереме луѓе најблиски, да или дури во некој, што знам, во некој друг град, можеби да, меѓутоа не знам дали и не знам зашто во Скопје некако имам така некоја створена верзија за излегување, не знам зашто.
Од секогаш ова или Па не сега од во секогаш, последниве имав период години? кога таму 17-18 години излегував по дискотеки, меѓутоа тоа бил некој период кај што сум сакала Си го да изгустирала излегувам. тоа, па. Да, и некако не дека сега не сакам да излегувам, меѓутоа искрено да бидам не ми се допаѓа ноќниот живот во Скопје. Да, што не ти се допаѓа? Па не ми се допаѓа тоа што немаме многу места за излегување, искрено. Некако е се многу, што знам, некако све е многу згаснато. Не знам како да ти објаснам. Порано во Скопје и брат ми, нели, нормално кога излегувал, имам 9 години постар брат, имало многу места за излегување. И некако се било подруго, имало ноќен живот. Сега веќе нема ноќен живот. Не сум сигурна дали би сакала да се промени тоа. Нормално и за настап, и за нас артистите е многу важно да имаме има место места. каде што ќе настапиме во Скопје, каде што нели нормално. Сега за сега се гледам да направам концерт во Скопје. Меѓутоа, додека направам концерт во Скопје, би сакала да има место каде што ќе настапам во Скопје, за мојата публика од Скопје бара да се појавам, сакам да се појавам и да пеам во Скопје, затоа што најубава е домашната публика. Така е. Кои се твои омилени места во Скопје, ако не се кафичета? Омилени места во Скопје. Па, многу го сакам парк. Добро. И сакам да се И прошетам во одиш парк. често? Па да, знаеме да си прошетаме ја Роберт и Кијан сигурно. Во парк зоолошка исто имаме убава, иако одамна не сум била. Водно? Па ете и водно може да биде, да. Иако пак ќе кажам не сум многу често повеќе сум во парк искрено отколку водно, меѓутоа не сум ни некој човек кој што сака да еднаш сум се качила на водно на врв пешачење на врвот и никогаш повеќе во мојот живот. Не сум ја за доста тоа. еднаш. Не, и тоа по на како ја викаат козја патека, како ја викаат. Леле. Да, не сум ја за другија избра, не избравја. Немаше да биде така сигурно. Не сум човек што сака адреналин и такви некои стрмни места. Не сум за мене да си е рамно. Да сум си сум си земјичка на и така да ми земја е. и да. Да. А кажи ми сега која е твоја малост? Сега си во Ѓорча, така? Во Ѓорча, да. Да, во куќа? Не, во Не? стан. Во стан. Добро. Да. Како една, знам дека имаш подршка и од Роберт, нели, делите обврски така натаму, ама како една мајка на мало дете, нели, ги прави сите овие работи? Жена. Жена, да. Да. Мажите мислат дека нас ни е све многу лесно, ни оди Да. све така, све ни е лесно, ние немаме ништо, она што се вика некој проблем пред настап или да губиме време едноставно на такви некои ствари. Меѓутоа, тоа за нас е тотално многу тешко, затоа што јас пред настап имам сигурно 4 сати претходно подготовки, шминка, коса, бирај облека што ќе носиш, не знам, накид. Се. Па околу жена е повеќе проблем отколку маж. Како да се појави Мислам и дека така како да се натаму, појави, да. Многу е тешко, меѓутоа за цела моја среќа имам многу голема поддршка од пред се од Роберт, од мајка ми, татко ми, кога е во прашање нормално Кијан, од мојата свекрва, морам да си ја поздравам, многу си ја сакам. Love you, babies. Многу убаво вака кога ќе слушнам, вакви приказни се супер. Па јас и таа сме многу блиски искрено и што се вика дури како мајка ми е. Може би повеќе како сестра, затоа што има 47 години и е многу млада. Да. Така да јас и таа сме ептен блиски, си разговараме на секои теми и многу ми е драго што е тука пред се за Кијан, да ми помага онака баш буквално кога ми е најмногу потребно. И не сакам кога некој тоа го прави затоа што треба да го прави, него Затоа што сака. тоа го прави затоа што сака да го прави, го Да. прави со љубов. Нормално, внуче е внуче. И за една мајка е доста тешко кога за викенди или преку недела кога сум на емисија, Отсутни, некој така е. настап, некој евент или било што, нема да сум со него. Сега и оди и во градинка, така што
се гледаме, гледам да поминувам повеќе време со него, колку не што сакам можеш. да ми е тоа време изгубено, што се вика, сакам да сум си, нели, во текот на неговото растење и сакам да го гледам како расте нормално. За мајка е тоа најважно и нормално за еден родител. Меѓутоа, на почетокот ми беше доста тешко кога го оставав. И најчесто и за викенди со бабите, и по 3 дена кога имаме петок, сабота, затоа што во недела јас и Роберт сме како препарирани и понеделникот треба да станеме рано за да го носиме во градинка. Само стануваме, го носиме во градинка или го носам или Роберт го носи и и продолжувате продолжуваме да да спиете, спиеме, така е. Затоа што е нашата Невозможно, работа е преку за викенд, меѓутоа е многу напорно затоа што ние настапуваме од 1 пополноќ до 4. Сакам да менувам и со стилови, сакам да едноставно секогаш бидам своја, но различна. И можеби тоа е некој мој плюс, да кажам, и кај моите соработници, што немале проблем со мене затоа што никогаш не кажувам не. И сакаш да се менуваш. Сакам да се менувам и мислам дека секој артист треба да се менува, затоа што не е исто ако дојдам кај тебе во емисија сега во тоалета, нема да стои. Мора да сум, нели, прикладно на твојата емисија, на тебе и за секој настап, за секој евент, секогаш треба да се размисли. И секогаш е некои луѓе мислат дека, еве, пример имаме, треба да снимаме спот и не сакам да ми каже 15 дена пред спот и снимаме за 15 дена. Може и за месец дена да снимаме, ама нема чепка додека не се средиме. Значи комплетно се од изглед, коса, стајлинг, што да биде, дали ќе се шие нешто. Значи сакам се да е комплетно средано и скоцкано пред да се снима било што. Добро. Како и да се движи, јас знам дека ќе продолжи да се движи нагоре оваа твоја кариера. Ќе останеш секогаш скопјанката Антонија Гигоска? Да. Секогаш не се тоа мислам дека не би сакала да се смени затоа што тогаш веќе не би била јас. Да. Ви благодарам. Ала ти тебе за поканата.